Пожарите речиси ја пеплосаа Јужна Европа. Пламените јазици голтаа се пред себе. Најкритично е во Грција, каде досега има 5 загинати, изгорени се над 10.000 хектари шума, а граѓаните од централните делови на државата се повикани да ги евакуираат своите домови. Големиот пожар стигна на само 50 километри од Атина и му се заканува на градот Мегара, во кој има над 36.000 жители. Од 27. јули до денеска регистрирани се вкупно 220 пожари, а цели 51 избувнале само во петокот. Бројот на жртви порасна по несреќа каде што се судрија 2 противпожарни хеликоптери, при што загина еден грк и данец. Και εγώ όμως από χθες το πρωί. Од вчера им велам да го изгаснат огнот, да го сопрат ветрот, за да не стигне до планините, за да не стигне до дрвјата, за да не изгори се. Нема пожарникари, има само 2 авиони. Што можеме да направиме? Станува полошо, очајна ситуација е. Има повеќе полиција од пожарникари. Дополнително, силните ветрови ја влошуваат ситуацијата, го засилуваат ширењето на огнот и го оневозможуваат движењето на противпожарните авиони. Извршени се и бројни апсења за подметнување пожар. Во случајот на Виотија во Западна Атика властите се сомневаат дека пожарот бил предизвикан од приватни водови во ветерен парк. Уапсени се еден електричен инженер и изведувач. Сепак, противпожарните сили очекуваат ветрот да се намали денеска, што значително би ја олеснило работата. Околу пладне излегов надвор, бидејќи сонцето стана портокалово. Дојдов овде и видов дека пожарот започнал позади планината и со ветрот постепено се прошири и застана овде. Известувањето од 112 пристигна и ни рече да се евакуираме. Топлотниот бран се уште има ефект низ цела Јужна Европа, а ризикот за нови пожари е на највисоко ниво поради долгите суши и раното доаѓање на жешките температури. Во југозападна Франција надлежните велат дека најголемиот пожар во земјата од 1949 година во моментот е под контрола, но не е целосно згаснат. Таму огнените стихии биле толку интензивни што предизвикале така наречена огнена бура, феномен кој е некарактеристичен за Европа. Во Португалија изгореле скоро 200 километри квадратни, во Италија властите прогласија црвена тревога за високите температури во Рим, Милано, Венеција и Наполи. Во Шпанија и Франција ситуацијата се смирува, но надлежните се на готов за спречување нови пожари за кои се уште има огромен ризик поради жештините. Според Европската комисија изгорени се скоро 100.000 хектари повеќе од 2025, која до овој момент беше најлошата година за пожари.